Премиерот Христијан Мицкоски вели дека е задоволен што невработеноста во државата се намалува, иако истата е намалена само за незначителни 0,2%. Во исто време, тој не изразува загриженост што повеќе од 100.000 граѓани работат на црно, податок кој го објавија државните статистичари. Третиот квартал оваа година, споредено со третиот квартал минатата година, има 7.000 повеќе вработени на сметка на 7.000 помалку невработени. Односно, ако во третиот квартал минатата година имало околу 698.000 вработени, сега има 705.000. Минатата година во третиот квартал имало 98.000 невработени, сега има 91.000, што значи дека бројот на вработени и невработени пропорционално се зголемува, односно намалува. Но, универзитетскиот професор по трудово право Лазар Јовевски, кој е и советник на премиерот Мицкоски, смета дека човечките ресурси и сивата економија се најголемите предизвици на македонското стопанство. Според експертите во Македонија, бројот на работници кои се дел од сивата економија е далеку повисок од официјалниот. И овие 100.000 луѓе кои што ги споменавте согласно Завод за статистика, јас сметам дека се дури и повеќе. Затоа што има анализи и домашни и меѓународни, кои што се темелат и на анализите на Светска банка и на ММФ, и анализи кои што ние во научната јавност ги спроведуваме, одат бројките малку повеќе од 100.000 и тоа навистина е за загрижување. Најмногу работници на црно се регистрирани во земјоделството, градежниот сектор и угостителството. И сето ова се случува кога на глобално ниво се бара работник повеќе. За ваков тип на сива економија се потребни двајца. Несовесни газди кои не ги пријавуваат работниците и свесно избегнуваат да платат данок, но и работници кои од сопствени причини прифаќаат да не бидат регистрирани во компаниите каде што всушност работат.